На улицата Вашингтон со број 799 во Њујорк се наоѓа студиото на Gold Crest Production, каде Милчо Манчевски ја завршува монтажата на новиот филм Сенки. Во работна атмосфера од рано утро до навечер се средуваат последните детали од филмот. Манчевски вели дека дел од инспирацијата за своите филмови се уште црпи од Македонија. Па јас филмовите што ги работам, ги гледам како филмови за луѓе, а не за локации. Не е важно каде се сместени и многу ми е важно и многу ми е мило ако тој филм, таа приказна функционира, дури и кога би ја снимиле на друго место. We may want to play up a little. Especially this. Yeah, like that. Now here is stuff on TV. При изборот на екипата за Сенки Манчевски се водел од критериумот, вистински професионалци кои знаат да си ја завршат работата. Па Сенки е една приказна која би можела да се да се сведе на една реченица, а таа е следнава: понекогаш мртвите зборуваат погласно од живите. Тоа е филм кој е многу современ, се случува ептен денеска, меѓутоа она на што се однесува е како ние, како луѓе кои денеска живееме, се однесуваме кон својата заедница, се однесуваме кон предците, се однесуваме кон неродените, кон нашите морални обврски. Тој се надева дека најновиот филм ќе биде готов до почетокот на септември, а премиерата би била некаде на есен. Се уште не одлучил на кој фестивал ќе биде премиерата на Сенки, бидејќи Баварија Филмс ги има правата за светската дистрибуција. Ќе даде предлог, па потоа ќе размисли каде би играл прво филмот. Од неодамна Манчевски се стекна со почесната титула на амбасадор на културата на Република Македонија. Признание, но и одговорност. Па е признание, е и одговорност, ама мене не ми треба званична титула за да чувствувам одговорност кон земјата од која доаѓам, кон луѓето со кои сум израснал и кои на некој начин, сакал или не сакал, ги представувам. Така да одговорноста си беше и порано и си продолжува и понатаму. Ја сакал некил се чувствувам обврзан секој мој збор, особено јавен, а често пати и приватен, искажан низ светов, да морам да го измерам затоа што тој се гледа како збор кажан од многу мои сонародници. И тоа во една рака е убаво, во друга рака е товар, одговорност. Во буџетот на Сенки од околу 4,5 милиони евра, во кои Македонското министерство за култура учествува со половина, партиципираат копродуценти од Шпанија, Германија, Бугарија и Италија. Целата монтажа на Сенки се прави во ова њујоршко студио. Лабораторискиот дел од работата завршува во Минхен. Меѓународна екипа од 150 луѓе од 15 држави беа вклучени во најновиот проект на режисерот Милчо Манчевски. Јас сум Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Њујорк.